Официјално Скопје ја повторува позицијата дека не ги признава резултатите од референдумите во 4 украински области кои го отворија патот за нивно припојување кон Руската Федерација. Силно ги осудуваме лажните референдуми во Украина кои представуваат сериозно прекршување на меѓународното право. Резултатите се ништовни и Северна Македонија нема да ги признае. Го поддржуваме суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина, напиша на Твитер шефот на дипломатијата Османи. За сега не се прецизира дали и каква дополнителна акција ќе следи од македонска страна по приклучувањето на голема територија на Украина кон Русија. За очекување е врз основа на претходното искуство дека Скопје би се приклучило кон потенцијални нови мерки кои Европската унија би ги презела против Москва. На прашање на Гласот на Америка за тоа која е позицијата на американската амбасада во Скопје, оттаму не упатеа официјалниот став на Вашингтон кој го потврди државниот секретар Ентони Блинкен, дека Соединетите американски држави ги отфрлаат нелегитимните фабрикувани резултати од руските лажни референдуми во Украина и дека тоа е прекршување на меѓународното право. Прашање е што овој потег на Москва, анектирањето на Луганск, Донецк, Херсон и Запорожје ќе значи за односите меѓу Западот и Русија, кои се на исклучително ниско ниво по агресијата врз Украина и ефектите од неа пред се во делот на енергетската криза од кои најпогодена е токму Европа. И Балканот силно ги чувствува ефектите на кризата. Утре во Софија заминува шефот на државата Стево Пендаровски, каде ќе присуствува на почетокот на комерцијалната работа на гасниот интерконектор Грција-Бугарија, кој треба да обезбеди диверзификација на рутите и изворите на природен газ за поширокиот регион. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.